Во меѓувреме, македонците се спремаат за Doomsday или пресудни час на српско-хрватски. Почнаа да ја собираат храната од рафтовите, особено брашно и макарони. Така што деновиве поголема ви е шансата да умрете од чекање на каса. А Мицковски, челото и тилото на опозицијата во Македонија, излезе со своја изјава за коронавирусот. Да погледнеме. Најстрикни би биле исплашените од СДСМ да го користат коронавирусот како изговор за да ВМРО-ДПМНЕ не го мобилизира народот во оваа држава. И они претпоставува, молеа Бога да се случи сето ова за да може да не излегува ВМРО-ДПМНЕ заедно со народот и да протестира против она лицемерие кое што денеска е секојдневие во Македонија, за жал. Извини што ќе те прекинам, имаме на линке имаме развој на настаните со Јелис Алфита која разговараше со доктор Мирко Радич. Да ја вклучиме побрзо. Докторе, сте тргнале вие негде? Епа ситуацијата е под контрола. Епа нема место епа за паника. Министерството за здравство више ангажираше епа имунолошката единица. Епа полицијата е спремна, епа на готов, територијална одбрана, епа гарда, НАТО, епа се е спремно. Епа нема место, има и макарони, има и сапуни има, и тестенини има, епа се има. Нема место за паника. Ама зашто сте се спакувале како да е крај на светот, докторе? Епа ја не сум доктор. Епа ја глумам доктор, оти докторите се зафатени тамо многу. И вие медиумите, вие имате многу одговорна работа. Немојте да правите паника. Нема место за паника. Абе што е ова? Цела епизода, нема место за паника, нема од седе кај да влезаме бркат. Да што е ова расизам? Ја ке се издервирам, ке учукам на некого, не да више ева. А што е ова? Ете, драги гледачи, простор за паника нема. Нема. Тоа е, порастоше пиличи и ичичи, бебечичи, ева. Убијам некого, ева. Студија.